Добро, почитувани, јавноста се уште го чека текстот на декларацијата за Илинден, најавена од СДС. За подсетување, најавија декларација во чест на 120 години Илинденско востание. Помине Илинден, ке помине и август, ни буква нема, а не пак собраниска седница за декларација за Илинден од СДС. Почитувани, во меѓувреме, премиер на Бугарија зборува за бугарски карактер на Илинденското востание и на востаниците, како и дека крајната цел на Илинденското востание било присоединување со Бугарија како идеал оставен за иднината и за младината. СДС се сокри со текстот за декларацијата за Илинден, ниту го објави, ниту го прати до ВМРО ДПМН, барајки консензус и унисоност за нејзино изгласување во парламентот, ниту пак до утринава можеше да се најде во собраниските документи објавени на интернет. Од тука, уште еднаш прашуваме, се исплаши ли СДС или доби забрана да се изгласа декларација за Илинден како македонски столб на државноста? Позлекувам, беше најавена декларација по повод 120 години Илинденско востание. Ви благодарам. Повелете со прашање па да преминем на... Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари во емисијата на ТВ21 рече дека тој разговарал веќе со структури на ВМРО ДПМН во кој што предложил ВМРО ДПМН да даде поддршка за првата фаза на уставните измени, односно за потребата од донесување на уставните измени, потоа да се оди на предвремени избори, а кој ќе ги добие тие изборите, да има обврска да ги продолжи донесувањето на уставните измени како некоја гаранција дека ќе се продолжи европскиот пат. Дали го имате разгледано овој предлог? И како го коментарате? Па, би кажал дека подобро е резервниот портпарол на ДУИ Арбен Таравари да се занимава со локалните теми и со проблемите на Гостивар, очигледно со централните прашања не му оди. Ви благодарам. Имате друго прашање или да продолжам со прашања пристигнати до пресцентарот на ВМРО ДПМН? Вели како оценувате изјавата на американската амбасадорка Агелер дека е лажна вест можноста за репреговарање на преговарачката рамка. Почитувани, ВМРО ДПМН се бори и се залага за фер шанса и за заштита на македонскиот идентитет и посебност, и тоа се легитимни барања, легитимна борба и ќе продолжиме да се бориме. Благодарам.